Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе поразговараме за една тема која што вие сами ја одбравте. Значи, на оној пол кој што го ставивме на криптовалути Република Македонија групата на Facebook, побаравте да објаснам околу тоа што се Bull and Bear Flag и гапови. Значи, затоа што не можеме ова да го ставиме во подкаст, затоа што станува збор за едукативен материјал кој што мора да биде покажан на чарт. Истиот на ваше барање ќе го образложиме во едно едукативно видео, исклучиво практично посветено на она што вие го побаравте, со тоа што прво ќе почнеме со самиот Bull и Bear Flag, кои што се многу битни. Значи, понатаму ќе опфатиме многу формации, ќе опфатиме Cup and Handle формација, Head and Shoulders формација, Elliott Wave, сите овие големи формации кои што може да се земат во одреден чарт, значи ќе ги работиме како такви на посебни видеа, но кога веќе побаравте за ова, може да се направи една комбинација од видео каде што ќе објасниме за Bull Bear Flag и гапови. Со тоа што прво ќе почнеме со Bull и Bear Flag, значи што уствари представува Bull и Bear Flag? Bull и Bear Flag, чисто пред да почнеме да ги ногиме на чартот, значи представува движење на цената нагоре, потоа представува корекција на цената и движење на цената повторно нагоре во исто големина колку што е и првиот дел од движењето на цената нагоре. Со тоа што кога истата се движи нагоре, значи се случува ова. Значи имаме прво движење на истата, затоа што ништо не се движи во само нагорна линија, потоа имаме корекција на истата, која што се движи во одреден канал, кој што уствари представува, затоа и се нарекува флег, односно знаме формација, истата потоа продолжува нагоре, со тоа што кога сакаме да измериме колку голема би била корекцијата нагоре и надолу, практично земаме значи отсечка од долниот дел каде што почнало движењето на цената до овој дел каде што истото завршило во овој канал и истата ја префрламе од онаму каде што цената испаднала од овој канал нагоре. И со тоа добиваме таргет во кој што очекуваме цената да се придвижи нагоре, исто така и надолу. Значи, сега ќе ви покажам како би изгледало тоа и за надолу, иако нели логиката е многу едноставна. Многу едноставно е да се најдат овие формации на чартот и се едни од најчестите. Значи, кога цената се движи надоле, нормално, по одреден момент почиња да коригира и се придвижува надолу. Сега, како што рековме, разликата е во тоа што имаме движење во одреден канал. Значи, најчесто е канал, некогаш може да биде и триаголник, но најчесто е канал. Со тоа што, како што рековме, значи постојано за да се измери, земаме отсечка од горната страна на движењето на цената надолу и ја мериме од моментот каде што испаднала цената во овој канал надолу, за да најдеме која е нејзината мета. Значи, нормално дека ово уствари представува најчесто начин на проценка на движење на цената и односно што очекуваме од движење на истата нагоре или надолу. За почеток, например, можеме да најдеме еден ведж овдека, за тоа што ќе се вратиме на дневен, за да можеме поубаво да го определиме и да видиме каде истиот се наоѓа и како истиот изгледа. Значи, ова е оној Bull Run, движењето од 2020 година и натаму, со тоа што овдека можеме да видиме дека точно станува збор за Bull Flag. Но не заборавајте дека мораме да започнеме да го мериме Bull Flag-от од дното на неговиот старт. Овдека е тој старт, значи не е овде, овдека имаме друга формација, значи овдека е тој старт на движење на цената нагоре. Со тоа што имаме движење на цената, враќање на истата во канал, значи чисто да видите точно како изгледа делот со каналот, значи каналот можеме да го определиме овде. Пред вака изгледа. Значи се сеќавате, јас ви покажав уствари како да најдете оваа алатка за канал. Значи, овака изгледа, истата може да најдете овдека во отсечките и може да ставите во ваши омилени, значи Parallel Channel, и е многу корисен за определување на канали. Значи, доколку зумираме, ќе видиме дека стварно цената се движела во овој канал постојано, пред истата да се коригира и да испаде нагоре. Во моментот кога цената ќе испадне од овој канал нагоре, оно што треба да направиме е да земеме отсечка, да измериме од дното на, чисто ќе ставам магнет за да биде поедноставно, од дното на почетокот на оваа формација до врвот каде што влегла во овој канал и истата треба да ја префрлиме во моментот каде што цената испаднала од овој канал и со тоа добиваме мета која што уствари сме исполнили. Гледате. Значи, доколку од оваа проценка сме направиле трейд во кој што сме влегле лонг по испаѓањето на цената од овој канал, ние уствари би биле во профит од моментот кога цената испаднала од овој канал
до моментот кога сме стигнале до и средината на ово поле, значи долниот дел е 54%. Што значи дека овие формации, во зависност од тоа на колку поголем чарт, односно поголем временски период се одигруваат, толку се по-добри, односно поголем е профит. Уште една која што сигурно знам дека можеме многу едноставно да најдеме е оваа формација овде, а ова беше после 2021 значи оној втор дел од булранот, каде што имавме исто така, значи гледате, движење нагоре, корекција, движење нагоре. Со тоа што нормално дека во моментот ние нема да знаеме дека ова се придвижува нагоре, затоа значи чисто ќе направиме на пример споредба во однос на тоа како би изгледало доколку сме биле во овој сегмент. Така, значи да речеме дека се наоѓаме овде, се сеќавате како можеме да го запреме чартот со реплей и да видиме како тоа се одвивало. Значи практично ќе го запреме малку поназад овде, само момент. Ќе го запреме малку поназад за да можеме да видиме точно како изгледало. Значи ќе го запреме во овој сегмент овде. Значи да речеме дека до овде цената се движила нагоре. Како можеме да го утврдиме со тоа што доколку продолжиме да се движиме, значи постепено, ќе го видиме дека се движиме во канал. Значи не го правиме тоа одма нормално. Ова е корекција. Мораме да видиме каков тип на формација станува збор. Во моментот кога ќе се образува каналот, ние ќе почнеме да, значи следната корекција надолу. Ова е веќе нешто блично, значи моментот кога ќе добиеме две корекции надолу од оваа прва корекција нагоре, можеме да почнеме барање на канал. Значи гледате, моментално се гледа дека е во канал. И од овој момент што уствари треба да направиме? Значи сме утврдиле дека ова е движењето нагоре и моментално се движиме во паѓачки канал. Значи мораме да го утврдиме каналот. И утврдуваме горните страни на каналот. Вака прилика би било тоа и го спуштаме доле до долните страни, но со тоа што не треба да ги сечеме свеките, како што рековме, се сеќавате, значи не да ги сечеме свеките, туку само нивните сенки. И во овој момент сме утврдили дека се движиме во канал. Се што треба да направиме понатаму кога да речеме тргуваме канал е да видиме дали истиот ќе се задржи внатре. И затоа што овдека станува збор за гледате, значи каналот го определи уште на самиот почеток и се уште се движиме во истиот. Значи во моментот, значи затоа што станува збор за bull flag, односно за движење нагоре, bull, значи односно big, и bear flag движење надолу. Сега. Значи во овој случај затоа што веќе сме утврдиле дека ова е bull flag, во моментот кога уствари добиваме пробив на истиот надвор од ова движење нагоре, од овој канал, значи мораме да утврдиме која би била нашата следна мета со отсечка од најдолната страна на почетокот на оваа формација до моментот кога истата се формирала, овој врв, и истата да ја практично ставиме во моментот кога овдека е тоа. Значи во моментот кога цената пробила нагоре. Со тоа што нашата мета би била негде во овој сегмент со завршетокот на ова движење нагоре, но не заборавајте, некогаш без лакомење е попаметно да се земе подоле профит отколку да се чека до овој момент каде што на пример би можеле и да промашиме. Значи не секогаш треба да биде, значи не секогаш целата ќе биде целосно, значи формациите не секогаш комплетно завршуваат. Некогаш и повеќе, некогаш и помалку, но мораме да имаме мерка и кога нешто се движи нагоре во наш правец, да речеме доколку сме отвориле лонг во оваа ситуација, ако се сеќавате ова доколку сте ги погледнале оние пробни тргувања, значи таму го правиме тоа. Гледате, значи моментално ние сме во многу добар момент за профит да земеме. Затоа што значи ова мене доколку ме прашувате, јас би земал овде профит. Значи јас би ја завршил овде затоа што ние буквално оваа формација ни помогнала, сме утврдиле дека е добра формација и истата за нас веќе направила доволен профит од 20%. Подобро е да не се лакомиме и да земеме добри 20% пред истата можеби да продолжи во друг правец. Но доколку почекаме, најчесто, значи нели, тоа е поентата на овие мерни единици. Гледате, се најде точно во оваа мета каде што разговарам. Она што сакам да ве научам кога ви го покажувам овој дел од сегментот од чартот е дека некогаш е подобро да земете профит малку подолу, иако сте утврдиле формацијата, иако сте знаеле како да ја поставите и каде треба да најдете таргети, најдобро е да земете малку подолу затоа што, значи, кога веќе сте во профит, подобро е да земете малку подоле од она што ви е планирано, затоа што не заборавајте дека сите ги користат на некој начин истите формации, сите ги користат истите индикатори. Затоа е попаметно да се земе малку подолу од она што ви е мета профит, пред некој да ве престигне, ме разбирате? И некој да направи многу поголем, на некој начин, да го направи тоа со многу поголем капитал и на тој начин да останете без да земете она што ви било планирано како
како значи профит. Еве чисто да видиме нешто слично што се случува моментално, за кое што веќе разговаравме. Значи ова е целиот пагечки, значи ова е моментално она што гледаме на биткоин, ако се сеќавате веќе и вчера го спомнав во нашата анализа, но чисто сега ќе го објасниме малку по-детално во однос на тоа како се определува. Значи еве гледаме дека имало еден пагечки терк, практично значи ова е тренд, имаме корекција, имаме втор пагечки тренд подолу од претходната. Значи мораме прво да го определиме каналот, овдека ќе го определиме оваа најдолна точка и ќе го обтегнеме преку целото движење на ова би било прилика каналот. Значи што може помалку свеки да биде пресечени. Гледаме дека буквално ова е каналот во кој што се движела цената. Значи за да измериме каде очекуваме да падне, затоа ако се сеќавате вчера ви кажав дека голема веројатноста да очекуваме на биткоин цената да падне и до 20.000, затоа што гледајте. Многу едноставно, доколку оставиме оваа отсечка од моментот каде што цената паднала надолу, значи се наоѓа дури и подолу, нормално, но и овој индикатор мора да биде земен заедно со останатите индикатори, значи не може да биде земен само како самостоен и само до истиот да се водиме. Значи овој индикатор кој што мораме да го земеме и да го рачунаме како дополнителен индикатор кој што би ни помогнал да видиме на каде се движи цената и кои би биле потенцијалните мети. Јас сепак не верувам дека цената ќе падне по 20 со оглед на фактот дека ставува збор за многу јако ниво, односно претходен all time high. Сега, значи нема да навлегуваме во анализа на биткоин повторно, ќе влеземе во подолни, значи на 4 часа, затоа што ова на дневно ниво веќе ги имаме видено овие bull flag-ови многу, значи повеќето од нас ги знаат истите, чисто ќе најдеме нешто на 4 часа да видиме каде можеме исто да го најдеме тоа каде се случило претходно, затоа што ваквите формации може да ги најдеме постојано сегде. Ме разбирате? Значи сегде. Чисто овде имаме еден пример за bear flag, значи во овој сегмент. Значи, во овој сегмент, например, можеме да увидиме bear flag движење, каде што имаме канал кој што се движи во спротивна насока од она кое што било паѓањето фактички во оваа ситуација, значи имаме bear flag, значи мораме да најдеме во спротивна насока. Со тоа што ово е мал, но нели, поентата е само да научите како истите да ги утврдувате. Значи до дното на овој канал. Само момент да го исклучам овој магнет. До дното на овој канал, и од истиот доколку го представиме во моментот каде што цената испаднала надвор од каналот, добиваме првата корекција. Гледате, значи точно сме имале корекција на моментот каде што ова отсечка ни покажала дека е првата мета за излегување практично од ова тргување. Значи и ако го следите на пример чартот самиот по себе ќе ви покаже постојано. Следна отсечка, гледате овде. Значи што се случува. Значи имаме канал, како и секогаш, само што ова е малку по паралелен за разлика од претходните. Значи ќе го утврдиме. Ова е каналот во кој што цената се придвижила. Имаме движење на bull flag во оваа ситуација и доколку го префрлиме ова на горна страна, значи добиваме овде прилика би било тоа. Само повторно, гледате. Значи сепак bull flag-от бил исполнет, со тоа што не успеал да стане до горната страна, односно до оваа мета која што е представена од претходната долна страна. Затоа ви кажувам, многу често е подобро да испаднете негде кога ќе стасите отприлика 60-70% од профитот кој што сте го очекувале, за да не се случи ова. Значи пак ќе кажам, многу од луѓето кои што тргуваат ги знаат истите формации како вас, ги користат истите техники, истите стратегии. Затоа е поповено да испаднете со профит малку подолу од она што би било планирано, со цел да не стасете како во оваа ситуација да го чекате профитот, а цената да почне да паѓа надолу. Затоа е попаметно да бидете малку по на некој начин да не бидете толку повеќе профит ориентирани, да ги користите сите максимални, да речам, таргети и повеќе да се фокусирате на остварување на профит. Значи нормално дека секој би сакал да има што повеќе профит, нормално тоа нема тука. Значи, целосно разбирам. Овдека имаме неколку bull flags поред. Например, почнувајќи од овој момент овдека, значи кога сме утврдили дека сме во bear flag, се што треба да направиме да го утврдиме овој канал. Канал, значи гледате точно краевите ни покажуваат каде се наоѓа самиот канал и доколку например сме го нашли истиот и сме користеле leverage short трейдови, гледате што се случува. Значи точно до следното. Гледате, точно до следниот
bear flag, извинете. Што значи дека доколку го земеме овој сегмент и го утврдиме овој канал овде, каналот би бил практично овој сегмент овде. Доколку отидеме на помал практично временски период, ќе видиме дека тоа е место каде што е утврден каналот, затоа што овде ќе имаме повеќе движење на цената на оваа граница и гледате. Точно до следната мета. Ме разбирате? Значи, bear и bull flag канали се многу добри формации и многу корисни кога се обидуваме да утврдиме, посебно кога имаме одреден тренд на движење на цената, веќе како во оваа ситуација имаме масивен пад и гледате дека ценот постојано се движи во оваа формација надолу или нагоре. Истото и кога имаме движење на цената нагоре. Гледате. Значи имаме последователни, кога имаме утврдување на тренд, како што е на пример bear или bull market. Значи најчесто тие трендови се копираат еден од друг и постојано се движат нагоре. Прост пример. Значи првиот тренд каде што можеме да го утврдиме е овде. Само момент, малку подобро да го утврдиме истиот. Гледаме. Иако имаме мал испад, значи ова би бил каналот во кој што се движи цената. Нормално не може секогаш да биде перфектно движењето во каналот. И гледате што се случува. Докато го представиме ова нагоре, имаме точно следниот. Така, значи од следниот, доколку повторно го најдеме овој канал на движење на цената, што би бил негде овде оприлика. Значи ова би било малку повисоко во оваа ситуација, затоа што имаме надминување на оно што го очекувало. Гледате. Значи, од ова движење на цената, во моментот кога сме успеале да се пробиеме нагоре, овде, значи, што добиваме? Гледате. Значи, и овде повторно. Значи, повторно го имам истата формација. Со тоа што нели, овдека сега со ова го правам рандом, нормално, доколку ние подетално седнеме и разгледаме овие информации, ќе видиме дека се многу поточни, многу подетални. Значи, ова е почетокот на движење. Ова отсечка, доколку го пренесеме горе повторно на долниот дел пањачкиот триаголник, извините, bear flag, bull flag, повторно. Не е до самиот крај, но гледате дека самата формација 3 пати поред ни покажува дека можеме да добиеме профит во само со следење на самата формација. Значи, генерално тоа се оние во основа како изгледаат bear и bull flag. Значи, гледате, многу е лесно да се најдат, постојано се наоѓаат на чартот секаде, со тоа што најчесто истите можеме да ги најдеме подобро кога станува збор за движење во одреден, значи не во рейндж, туку движење нагоре или надолу. Многу повеќе може да најдете bull и bear флагови кога се движиме во движење како bear и bull market, отколку во овој рейндж. Че овде многу помалку се наоѓаат затоа што истите се онаа стандардно движење на цената со движење нагоре, корекција, движење нагоре, корекција. А ова не е рейндж, ова е уствари движење во bull или bear market. Рейндж е движење на цената вака. Значи во одредено поле. Што значи дека во оваа ситуација истите не се добри за користење, но додека кога станува збор за движење во докажен bull market или докажен bear market, истите се многу добра на некој начин, многу добра алатка, многу добра формација за користење во однос на утврдување на мети, на профит. Нели, земање профит, купување и слично. Сега, во однос на гапови, значи мораме прво да објасниме што се гапови. Гапови представува, сега да ви покажам, значи на крипточарт не може да најдете гапови, затоа што крипточарт, посебно оние блу чипови, каде што имаме постојано тргување 24/7, значи немаме простор за да имаме гап помеѓу свеките. Гапови можеме да најдеме само на помалите вредности, како што се на пример проекти со многу помал маркет кап, каде што имаме на некој начин простор помеѓу големо тргување и односно вести кои што доаѓаат на пазарот. Сега, за да подетално го објасниме тоа, значи гапови кога ќе се појават ќе ви објаснам што уствари се случува и што можеме да запазиме во однос на гаповите, но во криптомаркетите, посебно во blue chip, оние кои што ние ги работиме на некој начин до сега исклучиво на каналот, значи гапови се, како што може да видите, значи не постојат. Може би доколку се вратиме на почетокот на Bitcoin чартот, можеме да најдеме некој, но гледате, ова е од 2017 па нагоре, нема ни еден момент во кој што имаме скок, каде што нема свеќе помеѓу овие почетокот и крајот на тргувањето од еден сегмент, односно од свеќата од неделен сегмент, и да се вратиме и на часовно, може да најдеме, но тоа е многу ретко, голема реткост. Сега, што уствари представува?
Најчесто гапови се појавуваат поради две причини. Првата причина е кога имаме значи како што е SPY индексот. Го земав SPY индексот затоа што истиот има најголем значи најдобро може да се покаже како изгледа гап и што уствари истиот представува. Значи првата причина и најчеста причина е кога станува збор за запирање на тргување. Значи знаете дека SPY на пример моментално пазарот е постмаркет, односно веќе самиот пазар, односно берзата е затворена и се вршат оние постмаркет функции на самиот пазар, односно веќе не се движи цената во ниеден правец. Тоа што ствари треба да го сватиме е дека во следниот ден, кога пазарот ќе се отвори, нели нормално, затоа што моментално го правиме ова во петок, пазарот ќе се отвори во понеделник, но доколку на пример беше од четврток за петок, а дури и во петок до понеделник, гапот би бил уште поголем, затоа што станува збор за значи како функционира една берза. Значи во моментот пред отварање на берзата имаме милиони трансакции кои што чекаат да бидат направени. Затоа што да речеме ние сме одлучувале што ќе правиме утре и каков тип на акции ќе купиме. Во утрешниот ден одлучуваме што сакаме да направиме и пред да почне самиот пазар да се активира, ние ставаме нашата нарачка што да купиме или што да продадеме на пазарот. Со тоа што во моментот кога пазарот ќе се отвори, имаме огромен број на трансакции и се случуваат овие гапови каде што во однос на тие трансакции ако имаме масовен селов, односно масовно продавање на акциите, кои што се на нели овие 500 компании S&P 500, ќе се случи овој пат. Затоа што имаме масовно продавање и затоа што во исто време се случува тоа, не кореспондира со претходниот крај на оваа свеќа, односно имаме огромен пад на цената до моменталното ниво овде. А втората причина е доколку имаме некоја одредена вест што се случила и што го натерала пазарот масивно да продава или да купува, со тоа се појавуваат овие гапови. Гледате, значи многу често ги има на берзанските тргувања затоа што имаме огромни вести, а најчесто и затоа што пазарот не е постојан, односно имаме затварање и отварање на пазарот на дневно ниво, како и затворен пазар преку викенд. Затоа и се случуваат овие гапови. Битното што мораме да го знаеме за гаповите е дека истите најчесто пазарот се враќа да ги пополни. Гледате. Значи имаме овој сегмент овдека од цената, каде што цената паднала. Искусни трговци ова би го земале како причина да купат и да чекаат да продадат во моментот кога цената ќе се врати, да го пополни овој дел од гапот. Значи можеме да видиме дека истото се случува и за нагоре и за надолу, ќе се вратиме наназад за да можеме да видиме неколку ситуации. Значи прост пример, гледате. Овде ќе имаме гап од цената на движење нагоре, цената се вратила надолу, се коригирала до степен да го пополни овој гап и потоа продолжила надолу. Значи гледате, постојано имаме враќање само значи за овие гапови колку е поголем временскиот период, толку гаповите се помали, поради тоа што станува збор за нели поголеми свеќи и поголем обем на тргување, гледате. На неделно ниво на пример гаповите се многу помали, гледате. Но ќе повторам, значи идејата на гаповите е дека секогаш кога ќе утврдиме гап, како на пример во оваа ситуација, многу е голема веројатноста дека цената ќе се врати овој гап да го пополни. Гледате што се случило во овој гап овде, цената после толку време се вратила и го пополнила. Со тоа што гапот исто така представува и своевидна отпор во оваа ситуација, со што можеме тоа да го земеме како ниво. Односно во моментот кога ќе се појави гап, можеме да утврдиме ниво кое што очекуваме да биде ретестирано. Ако се сеќавате до сега многу пати во нашите едукативни нивоа, спомнуваме дека секое ниво кое што е утврдено, порано или подоцна ќе биде ретестирано. Односно цената ќе се врати да го ретестира истото пред да продолжи да се движи во правецот во кој што истата се движи. Сега. Да не забораваме дека станува збор за S&P 500 кој што имаме огромна корекција на истиот само нагоре. Ова е прв пат истиот да почне да се движи надолу во многу долг временски период, но ќе се потрудиме да најдеме неколку примери за да може да видите за како изгледа самиот гап. Значи прост пример во оваа ситуација. Значи имаме гап кој што уствари представува еден вид на ниво. Можеме да ставиме вака, да го определиме самиот гап каде се наоѓа и да видиме дали истото било испочитувано. Што се случило? Цената паднала, се вратила точно до овој гап, успеала да го надмине, се вратила повторно до овој гап, паднала и продолжила нагоре. Значи гледате, овој гап неколку пати е испочитуван во однос на ова поле
каде што имаме корекција долу, горе, точно на самиот гап. Гледате, значи овие сенки на свеките ми покажуваат дека не успеале да пробијат над гапот. Го допрале гапот, пробиле над него. Го тестирале гапот, пробиле надоле. Значи, сакам да ви кажам дека гаповите се своевидни полиња на резистенси сапорт, односно потпора и отпор на цената, со тоа што, како што рековме, за разлика од тоа, во криптовалутите, сеќавате, тоа би било слично на онаа свеќа која што штрчи, односно онаа една свеќа која што е спротивна на целиот тренд. Тоа би било многу слично на она што го наоѓаме во гаповите. Еве прост пример. Да земеме овој огромен гап каде што цената паднала многу и да видиме што се случило со истиот понатаму. Значи, секој искусен трейдер кој што го видел овој гап во однос на S&P 500, он би поставил било каде од овој сегмент на паѓање, би купил и би чекал цената да дојде да тестира повторно овој гап пред да продолжи да се движи надолу или нагоре, што значи дека во било кој сегмент овде кога го купил, тој ќе чека цената да дојде и повторно да го ретестира овој гап, што и се случило. Значи секој искусен кој што знаел да ја искористи оваа алатка, би чекал цената да се коригира повторно до истиот за да продаде. И тоа истото и се случило. И гледате дека истиот и понатаму е, значи гледате колку точно го допира и се обидува да пробие над него и под него. Истиот овој гап што сега моментално представува поддршка на цената. Значи тоа е оно што мораме да го научиме за гаповите. Без разлика дали се гапови кои што се појавиле поради големи вести на пазарот, без разлика дали се гапови кои што се појавиле поради значи тргувањето кое што не е постојано на пример на берзите, гаповите се битни и тоа колку е поголем временскиот период, како што е на пример неделно и месечно ниво, толку истите се појаки. Толку истите можеме повеќе да очекуваме да се реализираат, односно цената да дојде и да го ретестира самиот гап. Еве, ќе се вратиме на дневно ниво, чисто да видиме како изгледа уште неколку пати во однос на гаповите, негде каде што имаме чисти примери на истото. Значи не заборавајте, ова мораме да го земеме во предвид како еден од дополнителни индикатори кој што би можел да ни помогне во иднина. Односно, кога имаме ваков тип на гапови, многу од луѓето ќе очекуваат цената да се врати. Дури и тоа да е на психолошко ниво, значи многу од луѓето нема да продадат се додека тоа не се случи. Гледате што се случило. Че имаме гап помеѓу цената, тргнала нагоре, дошла, го ретестирала претходниот гап пред да продолжи да се движи нагоре. Значи гледате, многу често се случува тоа и тоа е една од оние воделки, но не заборавајте дека исто како и самиот bull и bear flag, така и гаповите. Значи станува збор за алатки, односно на некој начин индикатори кои што сите ги гледаат. Значи ова се формации индикатори алатки кои што сите ги гледаат. И затоа е многу попаметно да земете профит малку пред истата, пред да чекате да се, нели, на пример во оваа ситуација гледате. Гап, цената продолжила нагоре, се вратила го ретестирала овој гап пред да продолжи да се движи нагоре. Значи колку едноставно е да се најде и колку едноставно е да се види како цената, на пример, го поддржува ова на некој начин формирање на тој гап. Прост пример. Ќе го земеме овој гап овде и ќе видиме што се случило. Значи доколку го гледајте. Значи овој гап цената продолжила нагоре, дошла да го ретестира иако бил пробиен. Значи точно овој гап ја држал цената во 4-5 дневни свеки над пред да пробие надолу. Значи затоа ви кажав дека гаповите исто како и bear и bull флаговите се значи многу често целосно испочитувани и цената се вратила до тој сегмент. Само момент, чисто и овде ќе имаме слично. Значи овој голем гап, каде што цената паднала, го тестирала, повторно се вратила на истиот и се задржала на горната граница од самиот гап. Значи сакам да ви кажам дека гаповите кога ќе се појават во крипто тоа е многу голема работа. Но тоа најчесто се случува на помали маркет капови. На пример, ако сега земете BTT, BitTorrent токен или некој таков тип на токени каде што имаме мал маркет кап, кога имаме големо купување, затоа што немаме многу често трговија на пазарот, на пример, некој купил 2 милиона, а целиот маркет кап е 10 милиона. Значи многу јасно дека ќе се случи ваков тип на гап, затоа што имаме огромно купување во истиот момент и цената рипнала нагоре затоа што не може да биде следена од самиот чарт кој што го користиме. Гледате, и ова е како последен, на пример, ќе го земеме во предвид, чисто да видиме како исто бил испочитуван. Значи сите оние кои што само момент. Овде како бил самиот кап. Значи сите оние кои што купиле овдека ќе знаат дека треба шортот да им биде точно до овој момент, што и се случило. Значи доколку направиле шорт трговија овде, цената паднала точно до претходниот гап каде што и на некој начин би го затвориле својот шорт.
Значи, гледате дека многу едноставно и постојано се појавуваат овие значи, исти конзистентни појави на формации, каде што дополнително со останатите индикатори можеме многу едноставно да утврдиме значи кога е паметно да се купи, кога е паметно да се продаде, но она што ви го спомнав, ќе го спомна повторно. Не заборавајте дека техничката анализа не може да биде користена од типот на јас најдов една формација, сигурно е тоа. Значи мора да биде следена во зависност со останатите индикатори, во зависност со останатите формации, комплетно со останатите вести од светот, фундаментална анализа, значи сето тоа мора да биде земено во предвид пред да влеземе во одредена трговија. Затоа и овие видеа кои што ги направивме, значи ова е веќе 22 видео во однос на нашите едукативни материјали, се многу битни да ги имате сите изгледано досега. Значи да ги проучите, да се тестирате на пазарот, значи користите оваа реплей алатка за да тестирате што сте научиле досега, да направите пробно тргување и слично. Значи ние се обидуваме што можеме повеќе како материјал да ви го доставиме, но останува на вас да го користите и да се тренирате самите себе си во однос на определување на одредени формации, индикатори и со тоа да научите сами кога е паметно да се продаде, кога е паметно да се купи. Значи сето ова што го правиме до сега е со цел вас да ви дадеме знаење како вие да го правите тоа, како да не чекате некој да ви даде сигнали кога да купите и кога да продадете на пазарот. Значи нема ништо подобро од тоа вие сами да направите сопствена анализа. Посебно кога тоа ќе го направите многу пати во животот, значи ќе почнете да се тренирате постепено, ќе стасете до момент кога ќе бидете се повеќе и повеќе сигурни во вашата анализа. Со тоа што немој да ве разочарува фактот дека пазарот се придвижил во спротивна насока од она што сте го нашли. Значи треба многу време и многу вежбање и следење на самиот пазар. Значи зборувам секојдневно следење на самиот пазар. Значи постојано да видите во каков тип на формација се наоѓаме, што се случува, каде сме моментално, кои индикатори како, значи затоа и кога правиме дневна анализа, имаше многу често коментари од типот вашата дневна анализа е промашена. Дневна анализа не представува сигнал по кој што вие треба да се водите. Не, дневна анализа представува во однос на денешните индикатори, во однос на информациите кои што ги имаме од пазарот, вестите, формациите во кои што се движи ова добро. Значи сето тоа мораме да го земеме во предвид кога определуваме одреден таргет или тргување, но тоа не значи дека на еден ден ние ќе направиме анализа и цената ќе се предвижи точно како што кажуваме. Многу често, значи чертовите им потребно време за да го направат она што ние моментално денеска сме го нашли. Значи некој од овие како што можеме да видиме овој bear flag, значи досега истиот започнал од 15 ноември, а се уште трае. А моментално е мај. Значи веќе половина година оваа формација се уште трае и се случува. Значи затоа мораме да земеме предвид дека наоѓањето на одредени појави, индикатори, формации на дневна анализа не значи дека истите ќе одиграат веднаш. Значи вие кога ќе го погледнете видеото, затоа и ви кажуваме дека имаме веројатност на истата да се случи. И истото го следиме постојано на пазарот. И затоа ова следење постојано на пазарот ни помогнало да се развиеме самите себе си во оваа техничка анализа и да можеме да кажеме дека она што го зборуваме, значи на некој начин издржано. Гледате дека сето ова што ви покажуваме на самите едукативни видеа како и на техничката анализа, значи издржано со факти. Ние ви покажуваме индикаторите, ви покажуваме како сме стасале до тој заклучок. Значи многу е битно да знаете дека дневната анализа на она што ние го правиме на криптовалутите не значи дека тоа веднаш ќе се одигра во текот на тој ден. И доколку ви кажеме наскоро, тоа не значи дека ќе се случи во наредните 15 минути. Наскоро значи дека тоа ќе се случи во претходниот временски период кој што следува после да речеме една недела, еден месец, но мораме да ги земеме во предвид и големината на самите чартови кои што ги работиме во однос на временскиот период. Значи доколку станува збор за неделно ниво, значи за еден чарт да одигра, кој што може да видите, овде ќе имаме 20 на свеќи кои што им било потребно многу време за да одиграат. Значи една свеќа е една недела. Значи ќе треба време за дека истото да се случи. Но следењето на чартот постојано ви помага овие аномалии на самиот чарт да ги најдете многу поедноставно. Да ги користите овие алатки многу поедноставно. Затоа што постојано користење на алатките, постојано гледање на самиот чарт и овие формации, подоцна, значи самите формации веднаш ќе ви бидат воочливи. Значи ќе можете многу лесно да ги најдете и многу лесно да се ориентирате каде се наоѓате на пазарот. Значи сватете
едукативниот дел од крипто курсот кој што ние го имаме, или нормално оние кои што го имаат други на самиот интернет, како компас во море. Значи во море не знаете каде ќе се движите во однос на самиот ветер кој што го користите за вашиот брод. Но со оглед на тоа дека имате компас и оприлика знаете на кој правец треба да се движите, како што и ние самите знаеме дека Bitcoin чартот треба да се движи во горниот десен нагол. Но тоа е само генерална насока. Ние мораме да се движиме со овој наш компас низ самиот чарт постојано. Значи да изнајдеме што е поверојатно да се случи и како е поедноставно да се поставиме на самиот пазар во однос на нашиот профит. Затоа ќе повторам. Значи дневните анализи и едукативниот курс во нашата анализа се исклучиво макроекономски и се однесуваат на цели периоди од еден месец па натаму. Што значи дека сето оно што го зборуваме треба време додека да се исполни. Затоа и сме постојано овде и оние анализи кои што ги кажуваме ги адаптираме на моменталните ситуации во пазарот, затоа што пазарот е жива материја. Секој ден имаме нови вести, секој ден имаме нови случувања и истите делуваат на пазарот максимално. Што значи дека доколку сме направили анализа пред една недела и истата покажува дека ќе се движи цената надолу исклучиво, со некоја вест на пазарот тоа може комплетно да се смени, но затоа сме тука и го следиме самиот пазар и гледаме што можеме да очекуваме од истиот. И на крајот, значи нема сигурност во чартање. Тоа не постои. Постои веројатност. Значи, пример, постои веројатност дека ова би се случило 30%, но наспроти ова што би можело да се случи од 70%. Затоа секогаш сваќајте ова, затоа ви кажуваме, има голема веројатност да се случи. Ние некогаш не велиме дека тоа сигурно ќе се случи. Затоа е многу битно секогаш да го имате во предвид она што ви го кажуваме. Чартањето е жива материја и го следиме заедно со вас и ќе видите и сами дека после одреден временски период, доколку би ги споредиле нашите претходни анализи, ќе видите дека чартањето, како што многу луѓе велат, не е боенка, туку станува збор за аналитичко поднесување на пазарот и наше читање на истиот. Останува и понатаму да работиме заедно со вас, останува и натаму да работиме заедно со вас како на едукативниот, така и на дневните анализи, подкаст и слично. И се додека имаме подршка од вас, се додека имаме интерес од ваша страна, нашиот канал ќе продолжи да работи. Еве гледате, се обидуваме да можеме, значи колку што можеме повеќе да добиеме фидбек од вас, да добиеме значи што сакате вие, да ве интегрираме во самата програма, да ни кажете што вие би сакале да гледате. Со тоа се обидуваме што можеме повеќе да го достигнеме оној момент кога содржината е уствари она што вас ви треба, не она што ние знаеме да го направиме. Затоа, уште еднаш ви благодарам за поддршката која што давате на нашиот канал. Секој ваш шер до пријател кој што сака да научи техничка анализа е добре дојден. Лайк, коментар, отворени сме за разговор, како што може видите се обидуваме да одговориме на сите ваши коментари, приватни пораки и слично. Но не заборавајте дека ова е наше хоби. Ова го правиме доброволно, го правиме со цел да помогнеме на нашиот народ во Македонија да биде барем еднаш напред во текот со финансиските пазари, со финансиските трендови. И за тоа се обидуваме што можеме повеќе, но ова е бесплатна едукација. Извинете доколку не успеаме да одговориме на сите ваши пораки и коментари. Се обидуваме што можеме повеќе, колку можеме, нели, во текот на нашето слободно време. Ви благодарам уште еднаш, тоа беше видеото за гапови и Bully Bear Flag. Имате добар ден од тимот на CryptoGaming.